Топ тема, добро вечер. За колку ќе поскапи струјата? И дали проектираниот минимум од 10% е само заради манипулациите на општините кои го префрлија уличното осветлување на универзалниот снабдувач или заради тоа што како држава не расчистивме што од поскапувањето се должи на глобалната енергетска криза, а колку повисоките сметки се должат и на недомакинското работење и јавашлокот во државните енергетски компании. Ќе биде ли последен удар за животниот стандард најавениот нов модерен тарифник за пресметка на цената на струјата за домакинствата и како тоа ќе изгледа? И што ќе се случува веќе од утре вечер по полнок, кога престануваат да важат намалените акцизи за горивата, кои онака беа така вешто скроени, па се чини и дека немаа некој голем ефект, но останува фактот дека државата и покрај тенденцијата на раст на цените на енергенците не презеде ништо да ги продолжи овие мерки. Ова се дел од прашањата за мојот вечерашен гостин, председателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер и благодарам на поканата. Она што е најактуелно околу цената на струјата, утре е последниот рок за кога треба да ви бидат доставени сите барања. Ги добивте, ги отворивте? Денеска или утре ќе го добиеме последното барање од страна на МЕПСО и законскиот рок е така 31 мај. Кога ќе ги добиеме сите барања во текот на наредните денови, ќе информираме јавноста што е побарано, како е побарано. Факт е дека некои компании како Евана Хоум не може да знаат колкава би им била цената, бидејќи се очекува да го распишат тендерот за набавка на електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи на почетокот на месец јуни, отварањето на понудите да биде во втората половина на месец јуни, така да Евана Хоум не знае реално колкава би била цената. За другите компании за кои што се знае, ние ќе ја информираме јавност. Како ќе пресметате тогаш цената? Ако велите дека Евана Хоум не знае. Не, Евана Хоум е во постапка на распишување на тендер за набавка на електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи и вообичаено во втората половина на јуни се знаат резултатите, кој што понудил и врз основа на тоа ги добиваме податоците од Евана Хоум и ја формираме ние крајната цена на електричната енергија. Значи, тие се неколку работи кои што не зависат од Регулаторната комисија за енергетика, тоа е тендер кој што го распишува универзалниот снабдувач Евана Хоум. Надвор од сето ова и пред да ги отворите понудите, вие минатата недела предупредивте дека е можно зголемување за најмалку од 10% поради, како што рековте, манипулациите на општините, но дека вие тоа нема да го дозволите. Ајде сега да расчистиме во што се манипулациите. Добро, значи добро е да го расчистиме овоа и јас тоа го кажав, цврсто стојам позади тоа и понатака нема повеќе да објаснувам, бидејќи се дигна непотребна фама околу овоа прашање. Не може да не објаснувате, бидејќи велите општините манипулираат. Можеме да знаеме дали манипулираат или не. Сега ќе го објасниме со факти и со аргументи. Значи, во декември, кога носевме одлуката за цена на електрична енергија, вкупните потреби на регулираниот пазар на електрична енергија изнесува 3 милиарди и 413 милиони киловат часови. Сега, Евана Хоум, кога го достави барањето, потребите изнесуваат 3 милиарди 946 милиони. Јас се вчудоневидив од оваа бројка, од овие 3 милиарди 946. Значи 533 милиони киловат часови се зголемила и се планира да се зголеми во 2022 потребата на регулираниот пазар на електрична енергија. Колку е тоа во пари? Сега, од тие 533 милиона, тие треба да се дополнителни, треба да се обезбедат. Минатата година производството на ЕСМ факт е дека беше лошо. Околу 3 милиарди и 200. Оваа година се очекува да биде околу
3 милиарди и 600. Сега, за да ги задоволиме ние овие потреби, ако со 3 милиарди и 400, не сме планирале ние дополнителни набавки на електрична енергија на слободниот пазар, каде што цените се 250, 260, 300, 400, 500 евра се случуваше да бидат, ќе ни требаат екстра пари да предвидим. Еве да речеме тие 500 и кусур милиона дополнителни, 200 милиона киловат часови да ги обезбеди ЕСМ. Цената на ЕСМ до сега по која обезбедува е 41 евро за мегават час. Ни остануваат 333 милиона киловат часови да се обезбедат на слободниот пазар. Сега овие 333 милиона киловат часови на слободен пазар ќе имаат екстремна висока цена. Да предвидиме со тоа што го гледав деновиве што е на фјучерсите на берзата во Унгарија, да речеме да е околу 280 евра за мегават час, тоа е негде околу 93-94 милиона евра дополнителни непланирани трошоци за набавка на електрична енергија на слободниот пазар. На тоа треба да го дадеме трошокот за дебаланси, треба да додадеме ќе се маржата која што е процентуална и тука ќе се има влијание, значи имаме дополнителни 12 милиони евра. Или вкупно непланирани 105 милиони евра. Во овие 105 милиони евра учествуваат општини во вредност од приближно 30 милиони евра. Јас не навлагав кој од која партија е градоначалник на општините. Кажав дека имаме сериозен проблем. 105 милиони евра, 30 милиони евра се на општините, другите чии се? Има компании, исто кои што прават општините, што формира компании кои што не исполнуваат критериуми да додадат на слободен пазар и прават товар врз цената на електричната енергија. Тоа е тотално непотребен трошок кој што не ни беше планиран ние во декември кога ја носевме одлуката. Дали е тоа законски или не? Според мене, во дело тоа што го прават општините треба да кажат правниците. Но јас само сакам да кажам каков е законот за комунални такси со кој што се утврдува обврската за јавното осветлување. Значи, согласно член 3, став 1 од овој закон, во точка 10 стои дека треба комунална такса представува јавното осветлување. Инаку, насловот на овој член, како наслов, се кажува предмет на ограничување. Значи, комунална такса е еден вид на данок. Понатака, во член 20, во тарифен број 10, став 3, се вели: наплатата на таксата ја врши компанијата која што врши дистрибуција на електрична енергија. Тоа е кај нас електродистрибуција. И ја уплатува на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината, за општините во градот Скопје и за градот Скопје, на чие подрачје е извршена наплатата. Значи, парите кои што ги собира електродистрибуција се префрлаат на трезорска сметка на општината. Не кажува тука да ќе се префрлат на друга компанија или на друго јавно комунално предпријатие. Но општината според законот за локална самоуправа има право да формира јавни предпријатија. Правниците ќе го расчистат ова прашање. Тоа е едно. Да се вратиме дали прашањето е морално. Не, прво дали е закон. Сега бидејќи законот за енергетика има услови за влез и излез од пазарот. Јас кажувам како пишува во законот за комунални такси дека ова давачка за јавно осветлување е на ниво на данок. Таму се утврдуваат и фирмарени и 300 други работи.
И фиксна е, 149 била лани. Не е пред фиксна, покачувањето. таа е, значи, за домаќинство, домаќинство се пресметува, се има и начин на пресметка. 25 киловат часови по цена за домаќинство и така е дојдено до тој трошок што го имаат граѓаните. Јас прашувам, 184. дали е морално од октомври-ноември сите македонски компании кои што беа на слободниот пазар се соочуваат со реално зголемени трошоци за набавка на електрична енергија. На 99% од нив не им текна да прават овакви финти. Ма велете има и фирми. Значи од 105 милиона, 30 милиона се на општините, 75 милиона се на фирми. Законот им дозволува да се вратат. Што дозволува законот за енергетика, кој смее да се врати, кој не смее да се врати? Е оној потрошувач кој што има под 50 вработени и под 2 милиона евра приход. Тие компании кои што го се од овој тип и кои што го исполниле критериумот, а биле на слободен пазар, нема проблем да се вратат назад. Јас зборувам за општини и за компании кои што во моментов не го исполнуваат тој критериум, но потпишуваат фиктивни договори или задолжуваат јавни комунални предпријатија кои што не го исполнуваат критериумот додат на слободен пазар и се враќаат назад. Еве, оставам правниците да кажат, дали е морално? Не е. Дали е етички? Апсолутно не е. Тие општини се за граѓаните. Со тоа што се враќаат овие општини за јавно осветлување, а не е само проблемот за јавно осветлување. Во некои училишта има и кујни, кои што согласно тарифен систем имаат цена за домаќинство. Па сега гледаме дека има и училишта кои што се лепат на тие кујни како потрошувач и плаќаат по цена за домаќинство. Тоа ни прави проблем. Јас проблемот го кажав. Не може да се однесуваме неодговорно и демек ние за себе си штедиме, ама за домаќинствата ќе идеме кај бабарогата во регулаторна комисија за енергетика, тие се лошите, ние не знаеме што правиме. Не. Ако е криза, е за сите криза. Ама зашто вие се чувствувате навредени? Јас прашувам што е законски, што е незаконски. Не кажувам. Ако овие општини постапуваат незаконски, кои се вашите надлежности? Регулаторна комисија за енергетика во овој дел да ги фаќа, да ги лови, нема надлежности. Па како тогаш изјавивте во петокот, јас ова нема да го дозволам, ќе им ги вратам трошоците назад. Во рамките на своите надлежности, при носењето на оваа одлука за цена, Регулаторната комисија за енергетика се што и стои на располагање ќе превземе за да не бидат непотребно оптоварени домаќинствата и цената за домаќинствата. Ако е криза, за сите е криза. Јас ви кажувам, македонските компании 99% кои што се задолжително на слободен пазар, на никој не му текна да прави овакви работи. Најголем дел од нив и инвестираат и поставуваат фотоволтаици на своите кровови. Во рок од 6 месеца Регулаторната комисија за енергетика издаде лиценци, поставени претежно на кровови на компании, со инсталирана снага од 5-16 киловата и дополнително компании си прават фотоволтаици. Негде имам издадено лиценци за 35 киловата. Нашите компании, македонските приватни компании, се борат со кризата. Се инвентивни. Поставуваат фотоволтаици на крововите, се ги намалуваат своите трошоци. Зошто општините не ги искористат крововите на училишта, на градинки, на сите установи кои што ги имаат? Истото го мислам и за државните институции. Што се они? Божество? Зошто да имаме посебен третман за компаниите? Кризата најмногу удри кај македонските компании. Нивните трошоци за електрична енергија се најмногу зголемени и се борат. Зошто општините не размислуваат покрај фотоволтаици и на своите системи за водоснабдување, тамо каде што има услови, каде што има пат, да постават мали хидроелектрани. Такви мали хидроелектрани
поставиле Оти буџетите општина ги Кавадарци и обставиле и општина Битола преку јавното комунално предпријатие. Тоа општина Битола зборам 2013 година. Значи не може да имаме различен третман за компаниите и за општините. И товарот, ја најмалку што сум очекувал, дека ние ќе имаме оваков однос од општините и топката да се префрли кај регулаторната комисија за енергетика. Па тие пари, таа електрична енергија треба да се набави. Ама нема да се набави по 41 евро. Ќе се набави по 280, по 290 евра за мегават час. Пак не ми кажавте кои се ингеренциите, што ќе правите за општините, колку општини се во прашање? Општините не коментирам која општина, како општина, трендот е таков. Потрошувачката на јавното осветлување во државата, вкупно на јавно осветлување, е 90 милиони киловат часови. Добро. Ние во одлуката сме предвиделе дека само 2 милиона ќе бидат на регулиран пазар. Сега ќе имаме 90 милиона киловат часови на регулиран пазар. Тие 90 милиона киловат часови, кои ќе ги помножиме со 300 евра за мегават час, се 27 милиона евра. Кога ќе додадеме маржа, кога ќе додадеме трошоци за дебаланси и други дополнителни мали трошоци, доаѓаме до бројка од 30 милиони евра. Добро. И треба да кажеме отворено дека ова треба да престане. Во тие општини живеат граѓани, живеат на тие граѓани со овој потек, општините се обидуваат да влијаат на цената за електричната енергија. Знам дека имаат проблеми со високи цени на електрична енергија. Што е 175 милиони и со малверзациите кои што ги прават компаниите? Има Каде и компании, се тука надлежностите? Значи, и за тие компании кои што ги гледаме ние, прават фиктивен договор како што прават и општините со компанија која што не исполнува услови да оди на слободен пазар и се враќаат назад на регулиран пазар. Јас ви уверувам дека со следната одлука на регулаторната комисија за енергетика овој проблем ќе биде решен и ќе немаат можност тоа повеќе да го прават. Регулаторната комисија за енергетика нема инспекцијски надзор. Кој има? Си има институции во државата. Ние ова само ја го кажувам податок затоа што цел товар на крајот на денот од цела енергетска криза се префрла на регулаторната комисија за енергетика. До кај што сме можеле, сме превземали. Сме намалувале профити на компании. Имате точен податок. 75 милиони евра и велите овие фирми манипулирале. Правеле фиктивни договори. Тие фирми вака се. Значи има кој треба да ги санкционира? Има компании кои што исполнуваат критериум да се вратат на регулиран пазар и се вратили. Тие го користат тоа право затоа што на регулираниот пазар имаме ниска набавна цена од 41 евро за мегават час. И има компании кои што велите прават фиктивни договори. Има компании кои што не го исполнувале тој критериум. Која е таа институција која што треба да ги санкционира веднаш и сега? Управа за јавни приходи, финансиска полиција, државна пазарна инспекција, уште во текот на месец март, кога увидовме дека почнува оваков тренд да ни се случува. Сме ги превземале тие мерки кои што ни стојат во наша надлежност. И повторувам, сега кога ќе ја носиме одлуката, нема да дозволиме овие непредвидени трошоци, направени на начин во најмала рака, кој што, еве да кажеме, некоректен, нема да удрат на грбот на домаќинствата. Едноставно, ако е криза, за сите е криза. Не можеме да кажеме, ќе измислуваме разноразни начини за да се вратиме назад на регулиран пазар и со тоа уште повеќе да правиме притисок врз цената на електричната енергија за домаќинствата. Да, последниве 2-3 години постојано повторувам. Имаме проблем со домашното производство на електрична енергија. Тој тренд трае од 2010 година. Ако сме имали од 2002,
трета, пета, шеста, Е, 6 сега не- милиарди и 300 киловат часови, лани, 2021, завршена е со 3 милиарди и 200 киловат часови. И тој тренд траел. Збунува манкова од околу јавното осветлување. Карактеристично кај јавното осветлување дека се бележи намалување на потрошувачката на електрична енергија во 2021 година од 5,37% споредено со 2020, заради тоа што голем број на општини во чија надлежност е уличното осветлување применуваат мерки за енергетска ефикасност и така натаму. Добро, точно. Потоа, најизразена е промената кај јавното осветлување, каде што во 2021 година има намалување за околу 63% во однос на 2020 година и 99% во однос на 2018 година, заради тоа што општините во чија надлежност е јавното осветление, потребите од електрична енергија ги набавуваат на слободниот пазар на електрична енергија. Ова се два заклучока од годишниот извештај на Регулаторната комисија за 2021 година. Ова е пресек до 31 декември 2021 година за состојбите. Што и кога се смени во меѓувреме и каде, господине Бислимовски, и кој ќе ни каже каде оделе? Еве, јас имам тука некои сметки за Скопје, константна е за неколку месеци, се добро, 184 денари комунална такса за јавно осветлување. Кој ќе ни каже на нас граѓаните каде отишле овие пари и зошто сега повторно треба дупло да ги плаќаме, како што впрочем плаќаме се дупло. И јавашлокот од 170 милиона на Евана за да го спасиме, на ЕСМ за да се спаси БЕК, се оди на грбот на граѓаните, бидејќи буџетот не го полнат министрите ниту премиер. Значи, од 1 јули 2019 година целосно се либерализираше пазарот на електрична енергија. Општините тогаш увидоа дека доколку излезат на слободен пазар на електрична енергија, а и ги исполнуваа критериумите да додат на слободен пазар, мораа да додат, си ги намалија своите трошоци за електрична енергија, споредено со регулираниот пазар. И тоа некаде за 20%. И вие овие бројки што ги кажувате, потрошувачка на јавно осветлување на регулиран пазар на електрична енергија. На регулиран пазар на електрична енергија остана за јавно осветлување остана неколку мали општини. Сите останати отидоа на слободен пазар поради тоа што им беше поисплатливо. И значи они веќе имаат еден процес кој што им се овозможил да штедат пари. Од кога цените на слободниот пазар некаде од лани, август, септември почнаа да растат, да, општините кои распишуваат тендери им се јавуваат снабдувачи со повисоки цени. Да, зголемени им се трошоците. Факт е дека им се зголемени трошоците. Ама и на компанииве им се зголемија трошоците. Ама никој не се дрзна да прави да го решава проблемот на овој начин. Тие пари кои што сега треба заради овие што се враќаат назад на регулиран пазар, треба некој да ја набави таа електрична енергија на слободниот пазар. Ја кажав цената. Општините сметаат дека се во право и освен за уличното осветлување, според информациите денеска на управниот одбор ќе видиме дали ќе се потврди таа одлука, планираат да испратат барање, истото да се случи и со трошоците на основните и средните училишта. Што ќе правите вие и дали и ова е законски или незаконски? Да не го зборуваме моралниот, етичкиот и другите аспекти. Значи, вака сега да расчистиме. Зошто општините не си ја префрлале својата потрошувачка за јавно осветлување кај јавни комунални предпријатија пред 2 години, пред 3, пред 10, пред 15? Зашто тогаш не биле толку ваки инвентивни како сега што се? Ама сега, сега, ако некој се согласува... Која е институцијата која што ќе ми одговори мене, каде отишле моите 184 денари и зошто се наталожиле долгови? И тој механизам е надвор од Регулаторна комисија за енергетика. Не е регулаторна, не го определува тоа. Парите, како што ви кажав, ги собира
ЕВН, односно електродистрибуција. И тие за домаќинства се пресметуваат за потрошувачка 25 киловат часови по цена за Добро, и треба да одат на општините. И тие пари, електродистрибуција, како што кажува самиот закон, како што кажав пред малку, ги префрла на трезорска сметка на општината. И понатака општината располага со тие пари и се грижи за уличното осветлување. Општината, не јавно комунално предпријатие, општината. Но како и да е... Ке поведете спорови? Јас кажав дека се што регулаторна не може да поведе спор за ова. Се што и стои на располагање на регулаторната комисија за енергетика и е во рамките на законската надлежност, законските утврдени надлежности на регулаторна комисија за енергетика, ќе биде превземено да престане овој тренд. Кризата не може при определувањето на цената ќе анализираме добро што се случува со јавното осветлување, а и со компаниите кои што исто така правеле, склучувале договори, фиктивни договори со помали компании за да се враќаат назад на регулираниот пазар. И тој тренд ќе мора да престане и ќе престане затоа што нема потреба да иде тоа на грбот на граѓаните. Не може товарот да го префрлиме кај регулаторната комисија за енергетика и сите после тоа да се правиме наудрени. Не е регулаторната е крива, не. Ќе си кажеме кој што прави, па ќе видиме после кој е прав, кој е крив. Јас ве прашувам, не сакате се да кажете. Јас ви кажувам, сите надлежности кои што и можности кои што и се на располагање на регулаторната комисија за енергетика при носењето на следната одлука за цена ќе бидат превземени за да престане овој процес. Јас не можам да поверувам дека тоа го прават општини. Исто како што су ме информирале владата дека има државни институции, општински институции, кои што од 2019 иако имале можност да одат на слободен пазар. Кои се тие институции? Повеќе институции беа, 200, 300, повеќе се. Останати се кај снабдувачот во крајен случај и плаќаат по цена за 50% повисока од Купекс. Затоа што некој од администрацијата го мрзело и не ќе да има ризик да се замара, да распише тендер за набавка на електрична енергија, останале кај снабдувач во крајен случај. Значи, и набавувале по цена... Не краде нас граѓаните, преку овие 200 институции. И повеќе институции се немам точно и сме известувале владата и владата има донесено 4-5 заклучоци. Значи, сакам да потенцирам, не правиме разлика дали е државна институција, дали е општина. Кога ќе воочиме проблем, реагираме да се реши проблемот. Немаме друга опција. Ма тоа е многу голем процент на 200 институции. Држава. Точната бројка ќе кажам 200-300. Кажам, има и помали институции, поголеми институции кои што не иде на слободен пазар. Ако одеа на слободен пазар, ќе си набавеа далеку пониска електрична енергија. На тој начин буџетот бил оштетен. И тоа треба да го кажеме отворено, така како што е. Значи не правиме разлика дали е општина, дали е државна институција. Тука има основи за известување до обвинителството. И јавно сме го кажале, и информации до влада сме испраќале, и владата превземала мерки со точни задолжувања за сите институции. Кога ќе воочиме проблем, навремено реагираме. Тука одиме со кратка пауза за реклами и се префрлуваме на второто горливо прашање кое што предизвика овој период многу нејасноти во јавноста, а тоа е така нареченото најавен нов модерен тарифен систем, кој што според првичните најави се уште нејасен, предизвикува на вистина страв кај граѓаните колку тоа ќе мора да одвојуваат од својот скромен буџет за сметките за струја во иднина, кога овој нов модерен тренд ќе ја зафати и Македонија. Назад сме во топ тема. Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија за енергетика, е мој вечерашен гостин. Господин Бислимовски, пред да преминеме на овој нов тарифен модел, модерен, кој што го најавувате, а кој што предизвика
страв кај граѓаните, да го заокружиме овој прв дел околу општините, околу цената на струјата. Дали сите сите овие ваши обиди, ваши изјави, нема да дозволам, не сакам регулаторна да биде виновник за све, не наликуваат помалку на народната не можеш по магарето удри по самарот, бидејќи и во годишниот извештај на РК нотирате намалување на домашното производство. И во петокот по кој знае кој пат посочивте, тоа го посочуваат сите познавачи на состојбите во енергетиката, дека за да се заштити стандардот на граѓаните, ЕСМ треба да произведе 100% повторно, иако за годинава, ако не грешам, законскиот минимум е 60%, што пак би значило 40% дополнителни од увоз, односно тоа е еднакво на несомнен раст на цената или дополнителни интервенции, како оние што ги гледавме во февруари, март, кои што знаеме колку пари извлекува од буџетот. Јас само кажувам дека ситуацијата е исклучително лоша. И не очекуваме овакви странични удари од општини и дел од компании да ни прават дополнителни проблеми. Значи, Регулаторната комисија за енергетика и минатата година и оваа година во својот извештај објавува податоци за домашно производство 10 години наназад. Значи, за да обезбедиме било стабилност на цената за пред се за домаќинствата, ЕСМ и сега, според мене, мора да обезбеди 100% од потребите на регулираниот пазар на електрична енергија. Значи, друга опција е катастрофа. ЕСМ во моментов обезбедува цена по 41 евро за мегават час, на слободен пазар е 250, 260, имаше и периоди 280, имаше периоди 500 евра за мегават час беше. Тогаш немаме приказка. 40% од потребите на регулиран пазар, ако отидат да се набавуваат на слободен пазар, тој ќе биде крах, распад. Тогаш нема да можеме ништо да... Нема ни потреба да носи Регулаторната комисија за енергетика. Во ова исто студио министерот за економија во една прилика констатираше дека тоа што ни се случи и ни се случува е резултати на глобалната криза, но многу повеќе и на резултат на недомаќинското работење на домашните државните енергетски компании. Не видовме во меѓувреме одговорност. Какви се очекувањата околу цените на берзите во иднина, бидејќи и натаму не гледаме дека државата почнува да се подготвува за идната зима, а тие подготовки требаа да почнат од вчера, не од денес. Веќе доцнет. Значи, прогнозите на берзите за електрична енергија се исклучително лоши. Денес мислам дека предвидувањето за цела 2023 е цената да биде на берзата Хупекс во Унгарија околу 240 евра за мегават час. Но таа цена ние не ја добиваме. На тоа треба да дадеме да се обезбеди преносен пат, за да дојде електричната енергија, треба да додадеме и маржи и други некои ситни давачки. Тоа е значи минимум 280 евра. Зборам на тргувања правени во мај, кога е релаксирана ситуација, период на води. Гледате ли дека дали државата се подготвува, да не биде затечена како што беше затечена ЕСМ, значи, мора да го зголеми своето производство оваа година, споредено со лани. Како? Третиот блок не работи и нема да работи до нова година. Нека си мислат како. Нека си се снајдат и да произведат 10, 15 до 20%. ЕСМ да обезбеди 100% од потребите на регулираниот пазар, ама 100% ние кој ќе му кажеме обврска,
Сега кажувам и овие општините што се враќаат назад за јавно осветлување и фирми што прават разноразни дубари и сега и пак ЕСМ нема да може да го изведе и пак ќе треба увоз да се прави. Затоа ја кажувам реалната ситуација каква е и какви проблеми ни прават и општините и одредени компании. И дополнително владата, доколку има потреба, повторно ќе треба да ја помогне работата на ЕСМ. Треба да кажеме колку е реалната цена на ЕСМ, реална. Значи ние ја помагаме ностоп. Ние ја помагаме. Значи повисоки сите сега, сметки сите ние ја помагаме. вака сега. Во текот на енергетската криза, грчката влада објави пакет за поддршка на домаќинство и на економија од 3 милиарди 200 милиони евра. Србија го прави тоа, државата увезуваше електрична енергија, Албанија го прави. Сите земји кои што се увозно ориентирани имаат проблеми. Единствено во регионов остварија големи профити Бугарија и Босна и Херцеговина. Ќе остане ДДВ-то намалено до крајот на годината, но затоа фрли многу повеќе пари за парното на Скопјани, отколку за сите други граѓани во Македонија. За парното на Скопјани 170 милиони. Не е за парното. Тоа е вкупната и за другите, поддршка, и вкупната поддршка за ЕСМ, за тоа што предходно ги за парното во Скопје, директни субвенции кон потрошувачите се дадоа 3,5 милиони евра. На ЕСМ му се дадоа 6 милиона евра, кои што се по зајмица и понатака БЕК ќе треба да ги врати назад на ЕСМ на владата. Значи за субвенции на парно на граѓаните од Скопје се дадоа околу 3,5 милиони евра. Добра. И да расчистим 170 милиони е сумата која што ја даде државата на ЕСМ за да може да стигне преку ноќ со оние интервентни увози на тендери за мазут, за јагле и за ТЕЦ Неготин. Добро. 170 милиони отидоа заради непланско и недомаќинско работење. Прашањето е дали сега гледате дека нешто се прави за тоа да не се случи? Албанија даде околу 400 милиони евра субвенција. Производството, значи во енергетиката ништо не се случува преку ноќ. Ние сега треба да размислуваме за наредните 15 години што ќе правиме. Тоа што сме го направиле во електроенергетскиот сектор како производен капацитет до 1990 во најголем дел тоа е тоа. Други државни електрани изградени од државна компанија се Козјак 80 мегавата, Света Петка 36 мегавата и ветерната електрана во Богданци 36 мегавата. Толку. И значи тоа е тоа. Ние и затоа велам дека никој сега не можеме да обвинуваме, едноставно не се превземале мерки. Сите се виновни. 30 години сме мислеле дека нема да се доведеме во ваква ситуација. Се знаеле резервите за јаглен до кога ќе бидат во Битола? Да, и се уште зборуваме за зелена енергија, иако и оние што ја измислија таа политика за зелена енергија, на големо се откажуваат. Но да ја оставиме тоа голема тема. Одиме со оглед на времето на она втора тема која што е многу интересна за граѓаните, а тоа се најавите за нов тарифник во кој што ќе има 3 категории на граѓани, односно 3 категории на потрошувачка. Како тоа ќе изгледа во пракса? Значи, прво ќе има или 3 или 4 блока. Блоковите ќе важат само за периодот кога е скапа струја. Во периодите кога е ефтина струја, не постојат блокови. Што значи тоа блок? Значи, ќе има еден блок, до одредена количина, ќе има најниска цена. Како се зголемува потрошувачката, ќе има втор блок, ќе има трет блок и доколку има потреба, ќе има и четврти блок. И при тоа, секој блок ќе важи за секое домаќинство. Значи ќе се ја плаќа разликата. Вие ако сте 320 киловат часови, а првиот блок е 250 киловат часови. Во скапа тарифа си ги плаќате по најефтината цена, а разликата од 320 до 250, 70 киловат часови,
по цена за втор блок. И за да ги спречиме сите проблеми Колку ќе околу бидат блоковите? на времено отчитување, ова само сакам да го потенцирам. Не, кај едно по едно. Колку ќе бидат блоковите? Што покажува вашата статистика? Статистиката на Завод за статистика е дека околу 450 мегавати е просечната потрошувачка, но таа е многу поголема. Таа е вкупна потрошувачка, 450 киловат часови, и во скапа и во ефтина, значи негде 250 киловат часови. Значи, поентата со блоковите е да испратиме сигнал тие што имаат висока потрошувачка, да си ја рационализираат својата потрошувачка и со тоа да си ја намалат потрошувачката. Во зависност дали ќе имаме 3 или 4 блока, така ќе се движат и може ли ќе еден ги практичен пример? Еве ви, велите една сметка за струја од приградска населба во Скопје, која што, нема услови за приклучок на парно, нема услови за приклучок на газ, бидејќи вие влечите методологија од земји кои што ги имаат сите тие услови. 9182 денари е цената за период, отчитен период декември-јануари. Еве, 1000 и колку се киловатите, немам копија, се извинувам, ги има горе вкупно киловатите. Не, има 593 колку сега киловата. тие би требало да плаќаат според овие блокови? Сега е прерано да се каже. Зошто? Но не, затоа што уште ги немаме поделено блоковите и не ја знаеме конечната структура, но отприлика ова е релативно висока потрошувачка. Затоа што се греат на електрична енергија. А на што да се греат? И се апсолутно, и поради тоа ги следеле владините политики, ги фрлиле четка, ги фрлиле печките, ги однеле во општина, купиле инвертори, следејќи ја владината политика, и сега што треба да направат? Да ги измакнат инверторите од зид и да се вратат во општините, да се ги побараат печките. Никој не споменува таква работа. Па како? Овие 9000 може да бидат 27.000. Нема таква работа, 27.000 нема да биде. Значи, блоковите, заради тоа водиме сметка дали ќе бидат 3 или 4, ги димензионираме и за домаќинства, и ова е релативно рационална потрошувачка, која што имало овој потрошувач, имајќи во предвид дека се грее на струја. Водиме, значи, сметка и кај домаќинства, кои што реално нема друга опција за грејење освен електрична енергија. Значи, тоа е, како што ја кажевте, како што кажавте, па еднаквоста е таква да им се помогне и на овие луѓе. Како ќе им се помогне со повисока сметка? Нема да се помогне, затоа и блоковите ќе бидат димензионирани да им се помогне и на овие категории на потрошувачи. Или во згради надвор од Скопје, или во Скопје каде што нема друга опција за грејење освен струја. Така ќе бидат димензионирани, центар каде што нема можност за приклучок. Ама тоа, затоа го кажувам, и блоковите ќе бидат така димензионирани за да им се помогне на овие потрошувачи, бидејќи државата не им дала друга опција за грејење освен струја. Како? И потикнала мерки, па така ќе бидат димензионирани блоковите. Ако вие велите, еве хипотетички, 500 киловати е првиот блок. Не велиме така, не велиме. Полека да ги објасниме. Значи, ќе има блокови само за скапа тарифа. Добро. За ефтина не важат блоковите. Добро. Во Србија, например, и за ефтина важат, во Македонија нема да важат. Еве, блокот, потрошената струја од оваа сметка во скапа тарифа... Ама блоковите се уште не се одредени. Јас ви кажувам дека блоковите ќе во висока тарифа е 593 киловати. Добро. Односно 590 и 200, 700 киловати, бидејќи тука се пресметани стари и нови. Бидејќи имавме состаноци денес со представници од Машински факултет, особено ни помагаат во делот колку едно просечно домаќинство користи за затоплување, па какви типови на затоплување. Споредено со оваа одлука што имаме сега и со оваа домаќинство ќе нема зголемени трошоци.
за електрична енергија. Значи првиот блок можам да претпоставам дека би бил некаде околу 500, 600, 700. Не, ќе имаме 3 или 4 блока. Само за скапа тариф. Значи, за тоа потенцирам. Водиме еве ексклузивно ви кажувам дека ќе нема поголема сметка за електрична Добро, енергија. како? Еве, ако е 700, ако еве 590 со 242, 800 киловат час. За првиот блок цената ќе биде Цените не ги знаеме во овој момент. Блоковите ќе одржиме неколку јавни расправи за да видиме блоковите како ќе бидат поделени. Начелно ви кажувам дека овој потрошувач нема да плаќа повеќе од колку што плаќа сега. Врз основа анализи што правиме и во оваа ситуација со овие цени кои што ја дава ЕСМ, со овие трошоци за набавка на загуби, со овие цени за пренос и за дистрибуција. Го гледаме тој проблем и добивме повеќе мејлови од доста граѓани кои што велат јас немам друга опција за грејење освен струја. Еви згради надвор од Скопје каде што има зграда. Цела Македонија. Така. И водиме сметка и тие се греат или на клима, или на инвертори, или на панели, или на термопечки. Нема друга опција. Водиме сметка и за нив да бидат опфатени и да немаат зголемени трошоци за електрична енергија. Значи, ќе презентираме колкави ќе бидат блоковите, што тоа би значило на трошоци, но факт е дека тие што имаат енормна потрошувачка, висока, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 киловат сати, и имаме домаќинства и со 50.000 киловат сати, ќе плаќаат повеќе. Па има такви домаќинства во државата. Оние 17 домаќинства што ги Па во спомнувате? тие 17 има да. И при тоа Па за тие 17 домаќинства треба полиција да отиде на врата, не треба да се тие прераскажуваат 17 како тие 17 нешто екзотично нема држава. потреба за тие 17 домаќинства да се шири фама. Значи, тие имаат реално висока потрошувачка. Зошто? Сите трошоци си ги платиле за електрична енергија, им се платени трошоците. Да не обвинуваме некој, си платиле и Колку за што тоа се ние потроши? воведуваме блокови за да дадеме и одредена социјална димензија. Значи, факт е дека тие домаќинства што имале толкава потрошувачка, си имале комоција и при изградба на тоа што го правеле, да инвестираат во други уреди кои што не се вообичаени за нормално домаќинство. И поради тоа има толку висока потрошувачка. загревале? Базени, сауни, Па можно и тоа да се спа-центри, прави, се можно тоа да се прави, за како да може имаат невообичаено. на Ама тоа е домаќинство да домаќинство и нивната сметка, ако е 5-10 илјади евра, си ја плаќале и не правеле никаков проблем. Да не правиме, но сметам дека е невообичаено да се има толку висока потрошувачка за домаќинство. Како може да се премине на еден таков, како што вие велите, модерен начин? Еве, бројот на домаќинствата со пописот изнесува 598.632. Според последните Од податоци аспект на од пописот, потрошувачи се околу 700. број на домаќинства само во Скопје, еве да се задржиме на Скопје, 171 домаќинство или 213.850 станови. Во Скопје нема ни 50, од 40 до 50% имаат пристап до парно грејење, Добро. газ нема никој. Добро. Овие модели кои што вие ги говорите се се во вера. земји каде што да се казнува она недомаќинско трошење на струјата, но ги имате сите услови. Имате Вака пристап сега до да газ, не кажуваме, имате значи пристап до вообичаено во земји членки на Европска унија нема блокови, бидејќи домаќинствата се набуваат електрична енергија на слободен пазар. Добро, И кај тамо нас- вообичаено се плаќа како за мобилен што се плаќа, така се плаќа и за електрична енергија. Такви пакети има. Вакви блокови има во Србија, Косово воведе, Хрватска има и сега Бугарија, иако е енергетски богата земја, воведе блокови. Значи, ниво Албанија, ниво Косово, ниво Србија, ниво Хрватска, до толку немаме природен газ до домаќинствата. Значи, да не... Имаме разлики во Црна Значи, Гора, ние ги не воведуваме- се ни чувствува цената, разликата во цената, во Србија е преголема разлика. Помеѓу блоковите? Да. Во Србија, да, 4:1. Помеѓу првиот и последниот блок.
Значи тоа е поентата е со блоковите да се рационализира потрошувачката на електрична енергија. Тој што троши многу да се инвестира во подобрување на енергетска ефикасност, во подобрување на нови начини на грејење со цел да се ја намали потрошувачката. Со тоа сакаме да овозможиме и да го растеретиме ЕСМ, да го поттикнеме да застанува на здрави нозе. Кога би требало да почне да се примена? Значи, како што кажав, ќе правиме сигурно две јавни дебати. Додека не се убедиме и ние и јавноста дека е добар концептот, нема да го воведеме. Значи, може да почне и од јули, може да почне и од август. Треба да се убедиме дека е тоа исправен начин. Вие комуницирате воопшто со владата, бидејќи ова, например, би требало да биде следено од мерката која што се најавува, законот никако да помине во собрание, за фотоволтаици за домаќинства се зголеми нели од 4 на 6, но законот го нема. Вака, значи тоа прашање за фотоволтаиците не се решава со закон, туку е со подзаконски акт и мислам дека подзаконскиот акт ќе биде објавен во наредните 2 до 3 дена. Да, но треба измена и на законот, бидејќи со сегашниот закон е 4, владата сака да биде 6. Не е со закон, тоа е утврдено со подзаконски акт, тоа е правилник за обновливи извори и со новиот концепт се овозможува на куќите да се стават 6 киловати и со тоа што ќе може да се прави размена и со Ева на Хоум. До сега мораше домаќинствата да излезат на слободен пазар, а од сега ќе се им се олеснува работата на домаќинствата во однос на поставување на фотоволтаици и мислам дека брзо ќе се донесе, бидејќи нема потреба од закон. Уште едно прашање, кога ќе се стави ред со отчитувањето? Значи, токму со овој концепт на блоковите, потрошувачката ќе ја сведеме на дневно ниво. Да речем, ако првиот блок е 150 киловат часови или еве 240 киловат часови, која ќе ја поделиме со 30 дена, тоа е на дневно ниво 8 киловат часови. Доколку кај вас отчитале за 40 дена, вашиот прв блок ќе важи на месечно ниво 320 киловат часови. Еве господине, уште една сметка. Еве, уште една сметка. 37 дена, период 25-12-31-1, 8533 денари сметка. За да се избегнат следен отчетен период. 1 февруари, 22 февруари, 22 дена сред зимски период, среде зима, човек што се грее на струја плаќа 1213. Вие разбрав поентата, дали може вие да си платите 3 месеци унапред плата? Полека сега да се расчистиме. Значи, токму од тие причини ќе ја сведеме ако сте имале на 22 дена ве отчитале, некого сум авансирал. 22 дена ако сте отчитале, вие ќе имате 22 дена по 8 киловат часови и вашиот прв блок за тој месец ќе биде колку изнесува ова, околу 176. Доколку ви отчитале за 37 дена, 37 по 8 киловат часови, вашиот прв блок ќе биде многу по-висок. Со тоа го принудуваме, ја принудуваме електродистрибуција да чита многу по-редовно. А што правиме со ова во меѓувреме, бидејќи ова е апсурдно. Во февруари исти услови за грејење, 8213, значи потрошувачот никогаш нема да дозна. До крајот на овој месец ќе има промена на правилата за снабдување со електрична енергија, каде што ќе кажеме почесто да се читаат броилата, инаку да ви кажам, во Европа читањето на броилата е еднаш годишно. Но праксата и навиката кај нас е мора да се движиме кон Европа. И во Бугарија се движиме со стандардот, тогаш веројатно и во Бугарија исто така. Да. Одиме со уште една кратка пауза за реклами и се враќаме повторно со разговорот. Добре дојдете назад, при крај сме. Сосема накратко на уште две прашања да го заокружиме ова со тарифникот. Значи ќе треба да чекаме првата јавна расправа за колку дена за конечно да сватиме, бидејќи што не ги знаеме. Најверојатно следниот понеделник ќе има прва јавна расправа на која што ќе бидат презентирани блоковите, потоа ќе следува и уште една. Значи апсолутно и по првата јавна дебата и по втората
ќе ги сослушаме мислењата, ставовите пред се на експертската јавност, за да имаме една реформа која што ќе биде во корист на сите. Утре вечер на полноќ завршуваат мерките за намалување на акцизата. Што ќе се случува после тоа со цената на горивата? Значи, доколку не се продолжат тие мерки, Регулаторната комисија за енергетика е обврзана да го почитува измените на Законот за акцизи и Законот за ДДВ и ќе мора да носиме нова одлука. Јас искрено да бидам со вас, немам информација дали ќе се промени или нема да се промени. Акциза се менува со закон, Не се менува, значи со измените на Законот за акцизи во февруари и на измените на Законот за ДДВ се даде можност со одлука, владата бидејќи кризна состојба, со одлука да ги продолжи. Да донесе одлука и да ги продолжи. Што доколку ги продолжи, што доколку не ги продолжи. Колку пати до сега всушност ова намалување на акцизите кој беше многу вешто скроено, тоа не беше фиксно, беше врзано со средни цени на оваа берза, на друга берза, на трета берза. Колку пати оваа одлука и намера на владата демек да заштеди од својот колач на државата влијаеше на намалувањето на цена. Вака, значи за тој концепт кој што го има, го има државата воведено и во 2020 кога беше пандемијата во најголем мек, доби пофалби од Европската комисија. Значи не е концепт Добро, кој што имаше е во оправдан. соседна Србија, се знаеше откажување на акцизата за толку постои, тоа е фиксно и трае, а не концептот да се менува акцизата врз основа на цените на берзите е признат концепт и е добар. Во моментов имаме и за бензинот и за дизелот намалена акциза за 2 денара и ДДВ намалено од 18 на 10 на 18 на 10%. Во колку тоа учествуваше, бидејќи во зависност од цените некогаш немаше влијание. Постојано е од кога е донесена. Измените на законот е 2 денари. Затоа што имаме еден лош тренд во периодот од 16 мај до 31 мај, тоа ќе влие и на можеби на понатамошно намалување на акцизата пред се на бензините. Доколку останат овие одлуки во сила. Ако не останат, ќе имаме поголеми цени? Па ако не останат, Регулаторна комисија за енергетика мора да почитува закон за ДДВ, не можеме да донесеме друга одлука. Господин Беслимовски, ви благодарам што вечерва бевте гостин во топ тема, а вам во читување ви благодарам за вниманието и секако сите ќе очекуваме првата јавна расправа за да видиме што не чека. Лето со ладење или зима под кебиња.